11 лица досега се обвинети за аферата со издавањето на фалсификувани македонски пасоши на граѓани од други држави со сомнителна криминална биографија. Од основното јавно обвинителство вела дека продолжуваат да истражуваат вмешаности на други лица во овој случај. ДОМВР издале наредба за да се утврди кои лица во организационите единици на Министерството било врзани да вршат надзор врз издавањето на пасошите, вклучувајќи ги и наведените спорни пасоши. Ке треба да се утврди кои вработени во МВР, освен сега обвинетите, имаат пристап до личните податоци, а кои немаат извадено патни исправи. Љубомир Ѓурчевски, поранешен висок полициски функционер, вели дека не станува збор за афера, туку за скандал, која на земјава ќе и наштети како на внатрешен, така и на меѓународен план. Додава дека на македонската патна исправа сега ќе се гледа инкриминирано, односно на поинаков начин, а полициите од регионот и светот би биле многу повнимателни. Спорното во овај образец е тоа што се користат лажни идентитети за лица кои што се на потраги на Интерпол. 214 лица од тие 219 инкриминирани пасоши се лица од подземјето. Слагена Тасево, Transparency International предлага формирање на независна меѓународна комисија која ќе го истражи целиот случај, но и ќе даде препораки што треба да се направи за тоа да не се повтори. Од типот на она како што беше експертската комисија која што ја предводеше Прибе, кои што се добри познавачи на материјата околу регулирањето на издавањето на патни исправи, кои што треба да проценат и ризик и начин на добивање на информации, прво постапката за издавање на тие патни исправи, па се до начинот на добивање на информации, начинот на кој што тие патни исправи се изготвувани. И Тасева и Ѓурчевски сметаат дека истрагата не смее да заврши само со овие 11 лица. Мислам дека случајот не би бил целосно истражен, дури би се сомневала за прикривање на многу работи. Истрагата треба да се насочи внатре во Министерството за внатрешни работи, во одделот за управни работи и се до врвот, односно до Министерството за внатрешни работи, да се утврди одговорност на сите нивоа. На сите нивоа во Министерството за внатрешни работи по однос на докажување на кривично дело за употреба на службена положба, затоа што затаија контролните механизми во Министерството за внатрешни работи. Министерот за внатрешни работи Спасовски во неговото гостување во ТВ21 рече дека истрагата ќе се прошири. На средбата на Спасовски со амбасадорката на САД Кейт Мери Бърнс, таа ја истакнала потребата од темелна истрага на случајот, како и важноста за заштита на интегритетот на системот за издавање на пасоши. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.